Заменик министерката за здравство доктор Маја Манолева денеска беше во посета на општа болница со проширена дејност Кочани, каде се сретна со дел од персоналот и изврши увид на апаратурата со која располага Кочанската болница. Министерката информираше дека во општа болница со проширена дејност Кочани се очекува набрзо повторно да стане регионален центар каде граѓаните на Кочани ќе можат своите здравствени услуги да ги извршуваат овде. Направивме обиколка на општата болница со проширена дејност Кочани и можев да увидам повеќе работи кои што се во моментов имплементирани во болницата, а дел од проектите кои што треба да се направат ми ги најави директорката. Имено во оваа болница во изминатите 6 години вработени се 70 луѓе со решенија на неопределено работно време, најголем дел од нив медицински персонал, здравствени работници, но исто така и други вработени од помошно-технички персонал и административни службеници. Навистина сум, можам да кажам, горда што на специјализација во овој период се упатени вкупно 15 лекари, кои што дел од нив набрзо ќе бидат завршени и ќе може да ги даваат своите услуги на населението во Кочани. Исто така можам да констатирам дека во болницата во изминатиот период и општествено одговорни компании, но и граѓани донирале многу опрема, но и во текот на изминативе години набавена е опрема за потребите на болницата, како мобилен рентген апарат, кој што од 1 јануари треба да стапи на функција на оделението за хирургија и ортопедија, каде што ќе им биде навистина од огромна помош на колегите специјалисти во секојдневната пракса. Исто така набавено е ново 12-канално ЕКГ за итната медицинска помош, реновирани се голем дел од просториите на радиолошкото оделение, каде што е сместен во новите простории е сместен мамограф, но исто така е адаптирана и просторијата за донацијата која што пристигнува од страна на Министерството за здравство, како донација од клиниката за неврологија, и тука можам да го најавам првото влегување на компјутеризирана томографија во општата болница со проширена дејност Кочани. Во текот на наредните денови оделението и персоналот се подготвени да почнат да работат со оваа нова процедура за Кочанската болница и се надевам дека во наредниот период навистина ќе им биде од помош на сите колеги кои што работат во оваа болница, но пред се на нашите пациенти, за да не патуваат подалеку во другите центри за некои основни диагностички процедури. Веде директорката Душанка Ѓоргиева Трпевска најави нови апарати кои се очекува да бидат ставени во функција во текот на наредната недела. Имаме неколку нови реновирани простории, ЕКГ, да не набројувам, и здрави и живи тоа ќе го најавам за неколку дена. Исто така ново нешто кој што ќе биде за потребите за нашата болница, како и за потребите на пациентите. Нашата болница има обезбедено од своји лични средства, благодарност до Министерството, до фондот и до клиниката за неврологија за компјутерската томографија која што треба да стигне во наредните денови. Обезбеден е просторот, нормално кој ќе се донесе, треба да си помине одредена процедура, но за кратко време ќе го пуштиме во употреба за да биде за граѓаните на овој регион. И самите знаете дека Кочани покрива голем регион. Берово, Делчева, Каменица и така натака. Покриени сме со рентген специјалисти од Штип, кои што довеѓат втора смена. Тоа веќе се знае меѓу народот дека ни помагат на нашата една докторка, со која што истите очекуваме соработка во 2024 година. Во рамки на денешната посета раководството заедно со министерката разговараа за унапредување на Кочанската општа болница со можност за доопремување на оделенијата со кои располага болницата со финансиски средства од Министерството за здравство.